Добро вечер и Божи благослов се разбира до сите слушатели кои што ќе ја слушаат ова вечер емисијата насловена како Глас на вистината. Навистина, мојата молитва е да секоја вечер, не само оваа вечер, биде добра вечер. Меѓутоа, зборуваме одредени ситуации, настани во кои што се надевам, се разбира, зборуваме од Библијата, од Светото Писмо, всушност од зборот Божи, настани кои што верувам дека ќе не охрабрат или веќе сме охрабрени со тоа што ни послужуваат како еден механизам како ние можеме да дојдеме до решение за сите наши проблеми и крижи. И затоа, многу често пати препорачувам тука, на самата емисија, па дури и во црквата, и на голем број мои пријатели, комши и роднини, да го читаат Светото Писмо, затоа што длабоко верувам дека Светото Писмо има одговор за сите наши проблеми и грижи. Во случајот кога ќе го читаме Светото Писмо, ќе дојдеме до сознание за Божиот створител на оваа земја. Кога ќе отвориме Библијата и почнеме да читаме од првата книга на Мојсе, од почетокот, Библијата ни открива дека Бог го створи небото и земјата и се што е на нив. Прво, потоа гледаме дека Бог во одредени настани за својот народ реагира и единствен е тој кој го има решението за својот народ. Да дадеме еден пример. Аврам, читаме во Библијата, му беше ветена дека неговите потомци ќе наследат ветената земја, земјата во која течеше мед и млеко. Всушност, зборуваме за хананската земја. Потоа, Бог го испраќа Мојсей да го изведи народот Божи од Египет, да преку Мојсе, преку Црвеното море и преку реката Јордан дојдат, се разбира, до хананската земја и да можат да почнат со Божја помош со освојување на таа хананска земја. Земја која, што реков, им беше ветена на Аврам, Исак и Јаков и на целото тоа потомство, дека тие ќе наследат ветената земја, земјата во која течеше мед и млеко. Овој беше еден долг пат да се стигне до хананската земја. Всушност, од Египет па да се стигне до хананската земја поминаа неколку години. Кога ќе го читаме Словото Господово, всушност кога ќе го отвориме Стариот Завет и ја читаме целата оваа историја, ќе откриеме дека само евреите 40 години биле околу пустињата. И Библијата ни открива дека четвртото колено ја наследи хананската земја, земјата во која течеше мед и млеко, земја во која беше полна со благослови. И дека само Исус Навин и Халев од тоа прво колено ја наследија хананската земја. Всушност, Словото Господово ни открива дека Исус Навин беше наследникот на Мојсе, оној кој ќе има задача или мисија да ја раздели хананската земја на сите овие 12 колена кои сочинуваат Израел. Но, кога ќе го читаме Словото Господово, ќе видиме како навистина Бог имал еден уникатен и совршен план за да се стигне до хананската земја и да се освои хананската земја. Бог му зборувал на Мојсе, на Арон и на сите други останати, па дури на Исус Навин, дека тој ќе го подигне и дека задачата негова е да ја определи земјата. Меѓутоа, Бог е тој кој го имаше планот и решението како да се стигне до хананската земја. Прво, второ, како таа треба да биде освоена. Овие две нешта биле клучни и важни работи. И тие длабоко верувале дека хананската земја ќе биде под власта на израелците, затоа што Бог го има решението за хананската земја. Затоа што
Библијата ни открива дека во хананската земја живееле 7 народи кои биле многу побројни од Израел и многу посилни. Всушност, тие се соочувале одма со еден многу голем проблем. Израел бил мал, за да може, и не бил толку силен, за да може да ја освои оваа хананска земја. Тоа било еден огромен проблем кој стоел пред нив. Но Господ му вика на Исус Навин дека тој ќе биде со нив и дека тој ќе се бори за нив и дека Бог го има решението за нивните проблеми и грижи. Кога ќе очитаме Стариот Завет, ќе видиме сите тие 40 години кои врвеле евреите и стигнале до хананската земја, се разбира преку реката Јордан, ќе видиме дека тие се соочувале со еден куп проблеми во нивниот живот. И можеме да го видиме дејствувањето на Бога, како тој делувал, како тој едноставно ги решавал сите нивни проблеми и грижи. Ја би сакал да набрам само 1 до 2 работи кои верувам дека длабоко ќе не охрабрат и ќе помогнат и ќе дадат една новозаветна слика со тоа што ние ќе разбериме дека само Бог го има решението и дека решението е всушност во негови раци за сите наши проблеми и грижи. Па макар што сите овие минати емисии за тоа зборуваме и се служиме како од Стариот Завет, така од Новиот Завет со класични примери, веродостојни примери кои се случувале. Не биле само мит и бајка. Во Библијата немаме мит и бајка, туку имаме реална ситуација, реални настани кои се живи и кои можат да помогнат како механизам во нашиот живот, да можеме да разбериме дека само Бог го има решението во своји раци. И јас длабоко верувам, затоа овие настани се запишани во Светото Писмо како веродостојни настани. Ако немало потреба, немало да бидат запишани. Но има потреба и затоа се запишани, затоа реков, тие ќе ни послужат како еден механизам како да стигнеме, како да најдеме решение за нашите проблеми и да имаме сред проблемите победа и мир во нашиот живот или во нашето семејство. Потоа читаме како Бог му зборува на Исус Навин. По смртта на Мојсе, слугата Господов, Господ му рече на Исус Навин, служителот на Мојсе: Мојсе, слугата мој, умре. Затоа, сега, стани и мини преку реката Јордан, ти и сиот народ, во земјата што јас им ја давам на синовите Израелеви. Секое место на кој ќе стапните, стапалата на вашите нози, вам ви го давам како што му реков на Мојсе. Гледате како Господ сега го повикува Исус Навин, наследникот на Мојсе, да стани и да влези во хананската земја. И подосна читаме како Господ му открива, му дава механизми, како треба да биде освоена хананската земја. Првиот град кој требало да биде освоен бил Ерихон. И кога ќе читаме книгата на Исус Навин, ќе видиме овој голем град како бил освоен. Ќе ги видиме сите тие механизми, како Бог му ги давал на Исус Навин и како Исус Навин им ги пренесувал на луѓето или им го пренесувал на Божиот народ Израел. И Бог воспоставил механизам, начин како може да биде решен проблемот, всушност како може да биде освоен градот Ерихон. Затоа е потребно да се чита Словото Господово. Всушност преку Словото Господово ние ја откриваме волјата Божја за нашиот живот. Го откриваме или ја откриваме алатката за нашиот проблем. А таа алатка ја има Библијата. Всушност е самата Библија, самиот збор Божи, преку кого можеме да се советуваме и да видиме која е волјата Божја и како можеме
да се справиме низ проблемите кои ги имаме или проблемите кои што ќе доаѓаат во нашиот живот. Затоа што откриавме дека проблемите ќе ги има или ги има и ќе ги има во иднина. Препреки во нашиот живот има и ќе има понатаму, но Библијата ни дава решение за сите наши потреби и грижи кои што се разбира ние ги имаме. Затоа е многу важно да се чита Словото Господово. Оки ни открие како можеме да го решиме буквално секој наш проблем со кој што ние ќе се соочиме. Неколку пати ви имам дадено примери како Израел се справуваше со сите проблеми кои што нели ги имаше. И Библијата ни открива дека Бог беше на страната на Израел. И само на еден таков начин Израел можеше не само да се справува со проблемите, туку и да има решение за нивните проблеми. Кој е тој кој што ги извади од Египет? Кој е тој кој го реши овој проблем? Бог е тој кој го реши проблемот со Израел, за да може Израел да излезе од Египет и да биде внесен во хананската земја. Всушност, преку тоа излегување од Египет и внесувањето во хананската земја, не само што Бог го имал решението, туку кога ќе читаме, ќе видиме дека со тоа нешто се исполнува и планот Божи кој го имал Господ за својот народ. Затоа е многу важно да ја читаме Библијата. Затоа реков додека евреите излегувале и се движеле кон хананската земја, ветената земја, имало доста препреки кои тие се соочувале. И реков ќе набрам 1 до 2 работи. Кога ќе читаме дека евреите дошле до една таква ситуација, до еден таков проблем, што веќе немале храна. И Библијата вели дека наутро, кога станувале, Бог им давал лепот небото. Подосна, или можеме да ја слетниме како мана. Мана која врнела од небото и на сабајне наутро евреите го збирале. Потоа можеме да читаме како Бог им дал вода на евреите. И трета работа која можеме да се огледаме како Бог дури им дал месо на евреите. И еве како на еден начин Бог го хранил својот народ и го напивал својот народ. Затоа сите овие проблеми, и тоа внимавајте, овие биле сериозни проблеми, затоа што Израел врвел низ пустиња. Имале сериозни проблеми, но Бог по неговата милост најдувал начин како едноставно да биде решен секој проблем со кој тие се соочувале. Денеска, ако му се довериме на Господа преку молитва и му ги изнесиме сите наши проблеми и грижи, тој повторно ќе дозволиме да тој се справува со нашите проблеми и да најде решение за сите наши проблеми и грижи. Се разбира, ако даде Господ, ќе видиме малку и ќе поразговараме наредната емисија за градот Ерихон. Колку бил значен и колку бил важен овој град за израелците, затоа што всушност тоа било првиот град кој требало од страна на Израелот да биде решен. И реков, Библијата дава конкретни одговори, конкретни механизми Бог му дава како овој многу утврден град, силен град можел да биде завземан. Затоа се надевам дека до наредната емисијата насловена Глас на вистината, ќе можете да не следите и се разбира преку Божиот збор, ќе видиме што Библијата на вистина ни зборува за Ерихон, како тој бил оспоен од страна на израелците. Имајте убава благословена вечер, Господ да биде со сите вас, Бог нека ве благослови, Бог нека го води вашиот живот, животот на вашите дечина, животот на вашата сопруга. Затоа се слушаме до наредната емисија, се разбира емисијата Гласот на вистината. Амин. Добро вечер и Божи благослов се разбира до сите слушатели кои што ќе слушаат оваа вечер емисијата насловена како Глас на вистината. На вистина, мојата молитва е да